Како што најави колегата Чаловски, со мене во студиото е Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Ќе поразговараме за синдикалните состојби. Добро утро, Димовски. Ве повикавме по веста вчерашна дека 306 работодавачи злоупотребиле финансиската помош од државата за исплата на плати. Директорката на УЈП Лукаревска најави дека ќе бидат санкционирани. Каков е вашиот став и какви се вашите анализи во однос на тоа колку работодавачи имаат направена злоупотреба со овие средства? Првен добро утро на сите. Мило ми е што е на ваква телевизија се грижи за работничките права и уште првиот ден нас како Сојуз на синдикати, тоест како репрезентативен синдикат во Македонија, не повика баш за овие актуелни прашања што ние ги алармиравме повише наврати, уште од вториот пакет мерки, каде што кажувавме дека од некои несовесни работодавачи, не од сите, оваа финансиска помош за за работниците за субвенционирање на плати се злоупотребува. Тоа што го кажа вчера директорката Лукаревска се ни фрапантни резултати, 16,5 милиони или 265.000 евра не се поделени на 900 работника. Сега вие можете да замислите како они го преживеале тој месец без да може да ги платат нивните режии, сметки и така натаму, тоест како нивните деца поминале за новогодишната ноќ со каква трпеза. Ја ќе кажам од основните солидарни начела, затоа не намерно го зборувам ова. Ние како Сојуз синдикати ги имаме информациите, преку 32 пријави више имаме, иако вчера директорката Лукаревска транспарентно го изнесе проблемот, но јас сметам дека УЈП не треба на тие работодавачи да им даде некој период за да ги вратат тие пари, како што кажа она, дека ние знаеме, не може некој што се огрешил през законот и украл пари, ние да му речеме да ги врати, да не за тоа да не ослужи казна затвор или да не одговара кривишно. Во тој сегмент не се согласувам со директорката, баш напротив, требаше да одржи на лекција тие сите да речеме работодавачи, управители или не знам, одговорни на тие фирми и компанија, да се завршат во казнено поправен дом и друг пат да знаат дека не може да си играат со парите на работниците. 306, бога ми, не знам дали имаме толку место во затворите, зборувам. Димовски, пети пакет мерки најавен, но токму оваа мерка што ја дискутиравме, помош за плати, ако не се лажам, и не е предвидена во петиот пакет. Вие имавте прилика барем да начуете што предвидува овој пети пакет економски мерки. Каков е вашиот став за вашите анализи и дали сметате дека треба помошта за плати да биде изоставена? Вака, петиот пакет мерки си беше најавен од нашиот социјален партнер, владата. Она предлага да се излезе со нивни ставови, ние како Сојуз на синдикати искачаме со наши ставови, работодавачите како трети социјален партнер си бараат искачаат со нивни ставови. Ние ги прочитавме убаво предлозите на владата, но сметаме дека треба да продолжи финансиската помош за плати на работниците. Ќе ви кажам зашто. Посебно во овие најзагрозени сектори, како што е ugostителството, туризмот, градежништвото, текстилот, кожарската индустрија, за културните работници, за вас медиумските работници и така натаму. Сега ќе ви кажам зашто ние се базираме на тоа. Не викам дека не се добри грантовите, има добар грес период со 0% камата, одлични кредити, секој би ги земал, но за тие да ги земаме ние треба да створиме приходи. Ево јас како председател на ugostителството и туризмот ќе кажам еден пример. Ние со ограничување до 21 часот работа и со можност на маса да седат само 4 гости во некоја кафана или гостителски објект, не знам дали ќе може тие да оствариме приходи и тие грантови да ги вратиме. Друго што не загрижува како Сојуз на синдикати на Македонија и е зборено на највисоките органи и тела во Сојузот, за тие грантови кредити никаде не вика дека тие се за субвенционирање на платите. Туку викат тие се грантови, 3 точки може работодавачот да ги искористи за обновување, да речеме на машини или не знам за враќање некој на стар дол. Ем што тоа нема да ни даде законски 2 плати, после втората плата ќе ни прогласи стечај, ем ќе останеме без плати, ем без опремнени и ем ќе останеме на улица социјални случаи. Нас како Сојуз на синдикати тоа не загрижува и затоа сметаме дека е неопходно да продолжи помошта, пак ќе кажам, во најзагрозените сектори. Што ги набројав, да не ги набројувам, да не одземам време.
овие бескаматни кредити кои ги споменавте, без финансиска поддршка директно за плати, сметате дека повеќе ќе придонесе за злоупотреби конкретно за исплатата на работниците, бидејќи велите затворање на фирми, но не верувам дека на голем дел од нив им се исплати да ја затворат фирмата. Видете, никој не Предпоставам поголем дел ќе се обиде да преживее. Ние сме во континуирани состаноци со работодавачите, со дел од коморите. Никој не сака да ги затвори фирмите, така? Но ако не може да оствари приходи, како ќе ги врати тие кредити, така? И ние буквално наш како Сојуз на синдикати на Македонија 100 пати сум кажал, не ни е интенција да ги затвориме фирмите од таму кај што се го вадиме лебот, него баш напротив сакаме да допринесеме. И за тоа пак ќе кажам, сметаме дека е неопходна финансиската помош за субвенционирање на плати, директно на сметка на работниците, подучени од ова што го кажувате вчера и директорката Лукаревска, но и да останете тие грантови. Ние немаме ништо против. Секој што смета, нека го земе, но во овие најзагрозени сектори мора да се даде субвенција за платите, а таму си има критериуми, како што каже вице-премиерот Бетичи, по ние што ако стварат приходи, ќе ги вратат тие работодавачи тие средства што се земени. Значи ние не треба да се плашиме за тие средства. Ние треба да се плашиме да не ни се случи што тоа вчера ни што го кажа директорката Лукаревска, да не ни ја украдат пак тие пари, дека збориме за сериозна сума на пари, 16,5 милиона денара и за 900 работници. Пута 4, 3600 луѓе сме оставиле на цедило поради некој што ги украл тие пари. Димовски, денеска имате седница на економско-социјалниот совет, а ако не се лажам, ќе дискутирате за недела неработен ден и ова не помина без полемики за тоа дали треба или не треба, каков ќе биде денеска вашиот став на оваа седница? Така е. Измени допуна на Законот за работни односи во членот недела неработен ден го водиме ние како Сојуз на синдикати на Македонија на еден најтранспарентен начин, споделуваме со јавноста, со граѓаните, со работниците. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија и другите синдикати гледам дека се на иста линија, сметаме дека недела треба да биде неработен ден. Освен за оние витални дености, за да не дојде до забуна, ќе ги наборам војската, полицијата, здравството, пожарникарите и ред други есенцијални или витални дености. Новинарите, да, не може да ги заставиме. Но за тој ден што ќе работат во недела, треба да земат зголемена дневница, како што пише моментално во колективниот договор, за 50%. Но јас сметам како работник дека немаме потреба во недела да работат трговските центри, маркетите, дека во времето на пандемија се покажа дека ние може и у сабота да позариме, а нашата статистика во Сојуз на синдикати на Македонија кажува дека недела како приход на работодавачите со најмалем обем, ако во саботата прави 20 милиони, во неделата прави 7 милиони и нема потреба да се ангажираат тие работници. Ако видат работодавачи, ние тоа се докажуваме со организацијата на работодавачи дека оние ќе заштитат ако не работат во недела. Пак ќе кажам, неопходните дејности кај што не може да прекине процесот за работа, да, ќе продолжат да работат, но со зголемена дневница за 50%. Зошто тогаш не е борбата поголема за исплатата на оваа сума поголема за работа во недела, за работа ноќе, за работа трета смена? Сето тоа е практично предвидено во законот, но во пракса, речи синдикате, не можеме тоа да го видиме. Зошто малку повеќе не ја водиме таа борба? Ние сме, знаете, и сами во каков стандард живееме, голем дел од граѓаните едва и врзуваат крај со крај. Видете, ние не сме да иницираме да направиме недела работна. Дека битката се води од тоа што го слушаме на терен, што од нашите членови работници, они сакаат во недела да останат со нивните фамилии, со нивните деца, да одморат, да знаат дека недела е ден за неделен одмор и да останат дома и да си го планираат тој ден. Бидејќи во сегашното решение вика дека недела да биде може било кој ден во неделата, што кажувате и вие, тоа се злоупотребува. Некој ќе го даде, некој не го дава, некој работи по 11 дена па му дава еден слободен ден и ние немаме тука контрола. А сега јасно во членот викаме секој оно што ќе работи во недела, во тие есенцијални денови што ќе ги ставиме поточно во тој член 3, што ќе влезат во законот, никој не може да ги смени, освен економскиот социјален совет и Министерката за труд и социјална политика. Значи не може, еве Кристина ми е блиска, па ние ќе дајме на Кристина да работи и ќе пишеме во деностите. Денеска на економскиот социјален совет што ќе утврдиме која деност да работи, таа ќе остане.
Ако има измени дополни, ќе се водат огромни расправи, дека нашата интенција е што помал број на работници да работат тој ден. А тие што мора да работат поради процесот на работа кој не може да прекине, да бидат наградени со 50% повише од другите денови. Димовски, каква е соработката сега внатре во економско-социјалниот совет? Јас пак ќе кажам, јас сум задоволен од работата на економскиот социјален совет, бидејќи најтранспарентно се водат сите процеси, ништо не криеме, посебно од медиумите и граѓаните. Учествуваат репрезентативни и нерепрезентативни синдикати, гледам здруженија на граѓани, посебно во изработка на новиот закон за работни односи. И јас сум либерален за тие работи и сметам дека сите треба да земат учество и да учествуваат посебно во вакви инклузивни процеси каде што се работи за работничките права. На големо се дискутираше за тоа дека власта и претходните власти немаа слух за вашите барања, искажани дури и внатре во економско-социјалниот совет. Сега прашањето, како сте задоволни од новата министерка за труд и социјала? Со новата министерка за труд и социјална политика и со нејзините служби водиме континуирани состаноци, посебно во Законот за работни односи. Исто и за измени допуна на членот за недела неработен ден. Ја мислам дека соработката ќе продолжи понатаму. Не дека имаме некои спротивставени ставови, но се докажуваме. Ние гледаме од страната на работниците, она мора да гледа за работниците и за работодавачите. Некогаш доаѓа до суди, но тоа го решаваме врз основа на документи и пропишани колективни договори и закони. И како и денеска, мислам, ќе најдеме заедничко решение во интереси на работниците и на работодавачите и во интерес на третиот социјален партнер, владата или, кој што кажувате вие, Министерството за труд и социјална политика. Помина нова година, помина јануари, а првиот месец во годината дојде време да преброиме кои фирми и каде исплатиле и не исплатиле К15. Вие тоа како сојуз на синдикати го правите, таа анализа, водите статистики. Имате ли информација од трудовиот инспекторат каде се извршил проверки во овој месец дена позади нас? Ја можам да кажам дека трудовиот инспекторат, барем во времето од кога сум јас од 2017 година, води на најтранспарентен процес, посебно со регресот за исплата на регрес за изминатата 2020 година. Не известува онамо каде што има проблеми, дури баре и мислење од таа комисија која е составена, зборам за приватниот сектор, од Сојуз на синдикати Македонија, од Организацијата на работодавачи. Дури гледам и тие мислења ги објавува и на нивната веб страница, значи се води еден транспарентен процес и инспекторите постапуваат баш по подпишаните колективни договори и овој пат на наша радост немаат реперкусија кога ги пишуваат тие решенија дали требало на некој да се исплати К15 или не. Колективниот договор за приватен сектор е јасен. К15 за секој работник во приватниот сектор кој работел над 6 месеци во таа компанија или кој тој работел. Договорите и законите се јасни, туку имаме проблем со спроведувањето на дело, па ве прашувам за инспекторите, верувате дека е одстранета сета селективност при постапување или при вршење инспекцијски надзор, бидејќи има се уште фирми кои не биле посетени од инспекторите, а не исплатиле К15? Сигурно ќе бидат посетени, бидејќи не знам моментално колку инспектори се бројат, гледам директорката на инспекторскиот совет дека има и распишано огласи за повише инспекторати, не знам колку бројат на вистина, но намо каде што отидено и каде што е тврдено дека нема исплата на регрес и онамо каде што има намален регрес и подпишан со представник на работниците, што за нас има информативен карактер, не како синдикатот кој носи одлуки врз основа на органи и тела, таму постапува и пак ќе кажам, се води транспарентен процес од страна на трудовиот инспекторат со тоа што се објавува документите што ние како социјални партнери, Организација на работодавачи и Сојуз на синдикати на Македонија сме дале мислење преку таа комисија за толкување на колективниот договор. И таму јасно кажува, пак ќе кажам, регрес во приватниот сектор му следува на секој работник. Сосема за крај, бројката ја имате ли колку фирми или колку работници останале без ова загарантирана сума која требаше да им биде исплатена до декември, до крајот на декември? Види, Христина, ние работиме врз основа на дојави. На нашиот мејл кој сака пријавува анонимно, после ние во име на работникот. Колку се до сега пријавени? Сега, па сигурно преку 170, колку што вчера го гледав мејлот и колку што можев да избројам.
Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати, благодарам што одвоивте време